денес пред вас ги предлагаме овие законски измени со кои екстерно тестирање во Република Македонија нема да има уште оваа година. За деталите од концептот, за она што чини, а што не чини, всушност дали има нешто што чини во овој концепт, не би зборувал, тоа го кажаа колегите пред мене, а верувам и јавноста која не следи, многу добро го знае тоа и го има почувствувано на своја коша. Ова не треба да се свати како единствена реформа во образованието, напротив. Ова е нешто што мораше да се отстрани и што мораше да се прекине итно, а реформите кои што ќе следуваат и кои што ќе треба да направат едно вистинско, европско, модерно и образование ослободено од партиски влијанија допрва следуваат. Таквите реформи ќе ги носиме заедно со учениците, наставниците, студентите, професорите, родителите, невладините и граѓанските организации кои се бават со образование. Да не должам ни минута повеќе, со цел и минута порано да можеме да го укинеме екстерното тестирање. Родители, наставници, ученици, уживајте во слободата, уживајте во продолжениот викенд. Општиот претрес и претресот по членот 5 и за додавање на нов член 20а на дополнетиот предлог на закон е завршен. Врз основа на член 156 став 2 од деловникот на собранието за седницата на собранието не се поднесени амандмани на дополнетиот предлог на закон. Поради тоа што собранието не усвои ниеден амандман на дополнетиот предлог врз основа на член 162 од деловникот на собранието, преминуваме на гласање по предлогот на законот во целина. Ве подсетувам дека врз основа на точка 2 од амандманот 10 на Уставот на Република Македонија и член 11 став 3 од Законот за Комитетот за односи меѓу заедниците, овој закон се донесува со мнозинство гласови од присутните пратеници кои припаѓаат на заедниците, кои не се мнозинство во Република Македонија. Предлогот на законот во целина го ставам на гласање. Ве повикувам да гласаме. Морам да дополнам дека, за жал, за матурантите од оваа учебна година не можевме да го направиме ова, што го правиме за сите други ученици. Од сега натаму нема да има екстерно.